Родителите на Васил Јованов можно е да се соочат со кривична одговорност поради тоа што, иако знаеле дека не поседува возачка дозвола и не смее да управува возило, му го дале клучот. Обвинителот наредил тие да бидат повикани на распит во полиција и согласно нивните одговори и доказите би можело да се гонат за евентуална умислена одговорност за сообраќајната незгода во која животот го загуби 22 годишната Фрусина Кулакова. Свеноста на возилото е на име на таткото и во таа насока се дадени соодветни наредби до Министерството за внатрешни работи, конкретно секторот за внатрешни работи Скопје, да испитаат целокупната генеза на тоа возило и на давањето на тоа возило на обвинетиот. Си ги повика родителите, предходно ќе си обезбеди врз основа на нивна криминалистичка техника, тактика, методика, да не ви ги тие набројувам работи, ќе си ги обезбеди останатите докази кои што ќе ги соочи. И во претходната сообраќајка која предизвикал Јованов, возел без возачка дозвола и бил под дејство на алкохол, за што од МВР му изрекле прекршочни казни. Била поднесена и кривична пријава до обвинителите, но тие не се решиле кривично да го гонат, односно платил само парична казна од 300 евра. Оправдувањето на обвинителството е дека истата казна би ја добил и доколку го гонеле кривично, а на тоа се согласила и тогаш оштетената, тврди Бубевски. Таа е казнената политика и таа е казната што може да се издржи. Овде е предвидено по законот парична казна или казна затвор како алтернатива на тоа до 1 година. Значи се работи за најбагателно кривично дело, многу значи се работи за повреда која што е телесна и уште можам само да кажам дека ова е во согласност нормално на оштетената, затоа што тоа е невозможно без да оштетената во таа сообраќајка тоа не го дозволи. Родителите би се гонеле согласно членот 317 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде децидно е наведено дека не смее да се дава возило на некој без возачка дозвола. Во меѓувреме, одлуката на судиката ќе ја чешла судскиот совет. Според председателот Камбовски, на утрешната седница ќе се формира комисија која ќе одлучи дали биле направени пропусти во судската процедура. Започнавме, разгледуваме, а утре и формално ќе биде формирана и комисија од страна судскиот совет и по извршениот увид во сите тие списи ќе кажеме, ќе излеземе со став дали имало пропуст или немало. Општо се што имаше во јавноста како забелешка излезено, по сето тоа ќе се постави. Јавноста и семејството на Фрусина Кулакова уште од првиот ден бараат одговорности за родителите на Васил Јованов, кои му овозможиле да вози кола без возачка дозвола.